почитувани медиуми, почитувани граѓани, почитувана градоначалничка, денеска ми е навистина чест што заедно со вас во општина Битола имаме можност да посетиме процес на реконструкција на офицерскиот дом. Она кој што можев да го видиме навистина еден објект кој што има своја историја, кој што има душа и кој што може да привлече многу туристи. Наша интенција како владата е навистина да инвестираме во локален и во регионален развој. А со тоа инвестирање ја придвижуваме и локалната и регионалната економија. Овие објекти, нивното одржување, нивното пласирање, нивното создавање на приказни за нивната историја, навистина може да привлече и домашни туристи и меѓународни туристи, кои што понатаму ќе на некој начин ја придвижат економијата локално. Владата заедно во партнерство со Европската делегација, Европската унија и Светската банка инвестираше 960.000 евра во овој проект, што е завидна сума и во очекување да од наредната година тој стартува и со своја програма и да навистина понуди на битолчани, но и на граѓаните од целата територија на нашата држава одредени културни содржини, уметнички содржини и да тој понатаму биде распространет и во регионот како културен споменик на нашата држава. Благодарам. Се наоѓаме на исклучително значајна локација во нашиот град. Да го видиме текот на активностите на офицерскиот дом, за битолчани исклучително значаен. Во оваа прилика сакам да нагласам дека покрај оние 58 милиони денари кои што беа обезбедени преку Светска банка и во соработка со ЛРЦП и поддршка на владата на Република Северна Македонија за реставрација на самиот дом, општината со 2 милиони денари обезбеди дополнително современ систем на канализација со кој домот ќе го приклучи до уличната канализациона мрежа. Воедно сакам да кажам дека и улицата Македонска фаланга, која што се наоѓа во близина на овој објект, во непосредна близина токму на овој објект, проектот за реконструкција целосно завршен, се наоѓа на ревизија, што значи дека ќе следуваат зафати на контролирано регулирање на сообраќајното решение кое што ќе го имаме за овој дел од градот. Самиот овој комплекс покрај овие инфраструктурни зафати кои што досега ги кажав, предвидуваат и зафати на хортикултурно партерно уредување кои што треба да дадат навистина едно сосема поинакво по изглед место во нашиот град, во делот на можност да имаме место каде што навистина ќе уживаме и во погледите, меѓутоа и во одморот кој што ќе го имаме тука и во можноста да ги следиме настаните кои што ќе видат. Сето ова представува нешто што на овој дел од градот ќе му даде сосема поинаква слика и сосема поинаква душа, без да се изгуби она што како традиција сме го имале во минатото, а што исклучително им значи на битолчани. И отцртани се контурите на апликативноста, односно функционалната смисла. Да, во рамките на изработката на инфраструктурниот дел од проектот, меѓу другото од страна на ЛРЦП ни беше барано што ќе биде и функционалното решение на овој објект. Значи, дефинитивно дом на уметност, онаму каде што ќе имаме низа културни настани, отворен за невладини организации, за нивни настани, за бизнис заедницата, за културните настани, но и за музејски поставки кои што ќе бидат флексибилни, затоа што градот изобилува со археолошки наоди кои што ни се наоѓаат во подрумски простори на нашиот музеј, артефакти кои што ни битолчани ги немаат видени. Така да и битолчани ќе бидат туристи во тие музејски поставки. Видете, планирано беше, значи, од сите инфраструктурни зафати да завршат некаде околу ноември месец, но мора да земеме во предвид дека станува збор за исклучително специфичен објект кој што во самото изведување на активностите дава некои непредвидени ситуации од аспект на тоа како треба да биде паркетот, каква треба да биде дограмата, како сте го обезбедиле тоа, дали во овие ковид ситуации успеале дистрибутерите да ви ги достават материјалите, што значи дека тие мали застои во никој случај нема да го доведат во прашање изведувањето целокупно на објектот и на целта што сакаме да ја постигнеме во догледно време битолчани да го имаат овој објект.